Овој пат логично беше во ова издание на Звон блокот за хендикеп да го посветиме на неодамна завршената меѓународна конференција посветена на 10-те години постоење студии по дефектологија во Република Македонија. Конференцијата се одржа од 17 до 20 септември во Охрид и по тој повод тука со мене во студиото денес е почесниот председател на научниот совет на оваа конференција, инаку доајен во дефектологијата во Македонија, тој е професорот доктор Љупчо Ајдински. Професоре, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, најдобре. Темата со која што денес ќе го започнеме овој блок посветен на хендикепот, иако е блок во рамките на емисијата Звон, сепак е малку посериозна, но велам имаме повод. И на самиот почеток би сакала да ни ги кажете вашите оценки сега, кога 2 дена по завршувањето на конференцијата, нели, кога имавте можност да ги сумирате резултатите, да донесете заклучоци од оваа конференција, значи какви се вашите впечатоци? Да, не само моите, ја ќе ги изнесам впечатоците на сите учесници кои што беа присутни на конференцијата, кога на последниот ден, завршниот, после излагањата, дискусиите, сите искажа задоволство дека конференцијата и во организационен и во стручен план успеа, а и зашто да не, на самата конференција присуствуваа над 200 учесници, од кои што околу 60 беа од странски земји, едно 3-14 земји од Европа. Исто така, многу беа сериозни, актуелни и темите што се расправаа, да речеме, во 4 сесии за интеграцијата и инклузијата, за раната интервенција на децата со пречки во развојот, за деинституционализацијата и терминологијата, па потоа за теми од општ карактер и извештаите од меѓународниот проект на Темпус. Так, сакам да нагласам истовремено да се пофалиме дека македонската телевизија беше единствениот медиум кој што комплетно го покриваше овој собир, нели, ова меѓународна конференција. И тука да нагласиме и дека генералната тема на оваа конференција гласеше новини во образованието, воспитанието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развој. Сега на почеток спомнав хендикеп, сега во насловот спомнувам лица со пречки во развојот, а токму унифицирањето во терминологијата беше една од главните теми на оваа меѓународна конференција. До какви заклучоци дојдовте? Се надевам дека тие заклучоци ќе ни помогнат и нам, новинарите, во иднина да го надминеме тоа разноличие во употребата на овие термини и до некаде да се унифицираме. Оваа тема беше предмет на една од сесиите и предизвика големо внимание, зашто со терминологијата имаме големи проблеми. Постојат над 30 термини и тоа само кога зборуваме за општ термин, не за поединечните категории и видови на попреченост. Така да тај број на термини ни прават голема забуна и проблеми во заштитата, во рехабилитацијата, посебно во реализација на правата на лицата со пречки во развој. Јас тај термин ќе го употребам. Во изготвувањето на документите. Посебно. Затоа и рефератот прво се прикажа примената на терминологијата во меѓународните документи, во националните законодавства во многу земји и кај нас, проблемите што предизвикуваат, но сепак дискусиите што беа, последните сообщенија, некако доведоа да се тој број, барем на конференцијата, намали и дојдовме до сознание дека најмногу во употреба се 2 термина. Терминот инвалидност, кој што е застапен во сите меѓународни декларации и документи. Значи, лица со инвалидност. Лица со инвалидност, лица со инвалидност, застапени се во националните законодавства, па и кај нас. Речеме, во Уставот е така, лица со инвалидност. Во Закон за инвалидско пензијско осигурување и така натаму.
Потоа, дали ради преводот или во полесно, ево и вие го кажавте, терминот хендикеп или лица со хендикепирани лица и така натаму. Па некако предложите овде кон тоа да се определиме за еден од овие два термина, што преовлада мислењето повеќе за првиот, за лица со инвалидност. Како посоодветен можеби на нашиот јазик. Тоа е едно. А посебно кога се работи за децата со инвалидитет или со инвалидност, како тешки го рачкаме, тогаш сите бевме на едно мислење, дека кога се работи за децата кои што се вклучени или ќе се вклучат во училиште, тогаш треба да се употребува терминот деца со посебни образовни потреби, а не како што сега се употребува деца со посебни потреби. Значи само за образованието кога станува збор, тој термин да се користи. Да, за децата. Деца со посебни. Добро, ние еве пуштивме и инсерти, подготвивме малку инсерти, нели, да се види атмосферата, да кажеме, на таа меѓународна конференција. Инсертиве ќе ни помогнат еве и во разговорот, можеби. Така, тоа е дел од вашето предавање. Сега, што ова значи во однос на терминологијата? Значи ли дека овие заклучоци што се донесоа на конференцијата, дека се конечни, дека повеќе нема да има дискусии во врска со термините и дека тоа се термините, значи лица со инвалидност и деца со посебни образовни потреби, дека тие два термина ќе се користат натаму во законската легислатива, да кажеме, во Република Македонија. Ја лично би сакал така да биде, меѓутоа сепак постои еден процес. Ние и на конференцијата која зборувавме за интеграцијата и инклузијата, нагласивме дека зад овие проблеми, интеграција, инклузија, терминологија, треба да застане државата, односно се предложи Координационото тело за правата на инвалидите што постои во Македонија и надлежните министерства и владата да му предложат на Собранието на Македонија да донесе национална стратегија и закон за оваа проблематика. Кога тоа ќе се направи, тогаш ќе се преминуваат и она што се заклучи в термините. Многу често одреден број невладини организации го користат терминот деца или лица со интелектуална попреченост кога станува збор за, ајде да кажам, менталната ретардација. Сега не знам дали сум во право што го употребив